после 5 години, така мислам дека беше, повторно се собираме. Има одлична причина зашто сме денес овдека и ве поздравувам во името на тимот на Волва Автомобили Македонија, во името на нашиот председател на групацијата господин Иван Петрович, моје име, генерален директор Владимир Микулов, и ги поздравувам гостите од Volvo Cars Adria Group, дистрибутерот за Volvo на регионот, кои денес ја дојдоа да не поддржат и ни помогнат во презентацијата на новата институција на пазарот во Македонија. Ајде се вратиме малку назад. Покрај тоа што денеска Volvo е еден од лидерите во примената технологија, Volvo има една интересна историја, и ќе се повикаме сигурно со дека повеќе од вас ги знаат сите технологии што ги патентираше една американска посла. Volvo е собственик на 17 патенти, кои ден денеска повеќето, ако не и сите, автомобилски производители ги користат. 59 година. Сигурно се појас во 3 точки. Ден денеска сите го имаат. Ке нафрло нешто од најбитното. 91 година. Странични воздушни петници. Исто така 91 година систем за заштита од бочен удар. Тоа сите каросерии денеска го има, благодарение на Volvo. Идеме понапред. 2003 систем за детекција на мртов агол. Тоа денеска повеќето тек го применуваат. 2003 година Volvo го измисли, го патентираше. 2008 година систем за безбедност, каде што ги препозна автомобилите. 2010 пешаци, детекција, па се до 2023 каде што лајдарот систем на радар и светлосниот радар е применет во новата генерација. Значи, многу од технологијата која денеска е применета е благодарение на инвентивноста и инженерите на Volvo. Но сите го знаеме Volvo според безбедност. Мислам дека не го знаеме сите во едно друго светло. Volvo е исто така карактеристичен и како пионер во производство на електрични автомобили. 1976 година Volvo во копродукција со една фирма, исто шведска, за енергетика, произведува еден автомобил кој се вика Elbil. Што е тоа? На шведски електричен автомобил. 1976 година. Мал автомобил, 30 км автономија, 2 часа возење, 76 година, кога била Volvo. 92 година Volvo го патентира системот на интегриран систем за регенерација, кој што ги подни батериите, 40 волтова батерија, кој што ден денеска се користи во сите автомобили кои се хибриди. 2001 година имаме ECC концепт, кој е претходник на S80-ката, кај што првпат Volvo применува хибрид, кој што е гасна турбина и електромотор. Па искаче S80-ка. 2003 година C30-ка. 2012 година имате V60-ка. Тоа е плагин хибрид, кој што е дизел и електромотор. Тоа е 2012 година. Во 2019 имаме XC40 причач, кој е актуелен модел, и се доаѓаме до денешен ден 2024. 2024 веќе имаме нова генерација, тоа е X генерацијата, за која што сме денеска тука. Меѓутоа, јас малку се вратив назад, за следнава фаза ќе ми биде чест да го покарам господинот Магалтович, главниот говорник селс менеджер од Volvo Cars Adria Group, да ни каже нешто повеќе од стратегијата на Volvo за наредните 3 до 5 години. Ја чу на српском, ако не може да некој нече да зули колега. Слово. Владимир ќе ту да преведе. Значи, што се тиче бројки за ову годину, за регионални био, то ти е негде 220 возила. Планираме, значи до краја ове години, да би следеće години сме калкулирали до прилike 500 до 600 возила, што би значило од целости негде 25% продај, направи 10% годишно. Што се тиче македонски плана за Македонија, с колегама из Македонија ми сугерираме дека можемо да остварите та неки план од 10 продани возила во овие години, што не би смело бити проблем, jer je sad vidimo u cijeloj regiji šire da je potražnja za ovim vozilom i upiti želje da su preobišli sva očekivanja do ovog trenutka.
tiče same proizvodnje vozila, vozilo se proizvodi u Kini, da bi se sljedeće godine prenijela cijela proizvodnja u Gent, zato što je Volvo kao tradicionalno tržište Volvo je vrlo bitno. Prenosimo u Gent i 2026. proizvodnja se seli u novu tvornicu u Slovačkoj, Košice, gdje je otprilike godišnja nivo proizvodnje, odnosno plan proizvodnje je 250.000 vozila u cijelosti u Košicama, što bi značilo neku veliku prekretnicu, isto tako u Volvo svijetu, da bi prevazišli taj brojku od 1 milijun vozila proizvedenih godišnje, gdje će biti ove godine negdje oko 800.000. Što se tiče cijelog koncepta, selimo se na taj električna vozila. Naravno, do kraja godine očekujemo još EX90, što je neki flagship SUV većeg segmenta, i ES90, što je limuzina. Сега поканам директорот на продажба Volvo Автомобили Македонија, господин Слободан Чемерикич. Слободан, повели. Добро дојдовте сите на представувањето на нашиот првенец, да кажеме, нов модел за нас, прв пат како електричен модел, бидејќи до сега постоја во гамата на Volvo чисто електрични возила, меѓутоа ние до сега немавме. Ова е прв модел, комплетно електричен. Осврт на моделот, сега кажеме дека овој модел е, да кажеме, така речено, камен темелник, односно многу важен модел во гамата на Volvo, каде што оните кои модел сакаат да ги затврстат своите позиции и затоа имат и големи амбиции. Фактички ова е првичен модел на кој што ќе се темелат сите следни електрифицирани модели. Моделот е во сегментот на Volvo возило кој што до сега не било присутно. Значи, нов модел кој што Volvo очекува многу и со самото појавување во оваа класа очекува дека пристапат кон поширока публика, односно по-широки целни групи на клиенти, бидејќи возилото славно според цените е достапно за голем дел на заинтересирани клиенти. Битно да се каже за овој модел, бидејќи тој представува всушност и продолжеток на историјата на Volvo, затоа што во него се имплементирани сите оние работи што и претходно Volvo ги имал, но сега дека е ново помодерно пакување, да кажеме, каде што освен на делот на безбедноста, сигурноста и технологијата, се воведуваат некои нови интуитивни системи кои што уште повеќе зголемуваат безбедноста на патниците во возилото и на патниците на возилото што е стратегијата на Volvo. Битно исто за овој модел, бидејќи Volvo исто со овој модел почнува некоја нова ера, да кажеме, во делот за користење на рециклирани материјали. Тврдих тоа, во ова возило 17% од челикот и пластиката се рециклирани, 25% од алуминиумот исто од рециклирани материјали, а 30% од браниците, пластиката на браниците исто од рециклирани материјали. Това може да дозволиш да све што е рециклирано и искористено веќе години. Да. Значи, да, представува чест, можете да откриеме новиот модел, кој што од сега почнува на нашиот пазар. Може. Представува една класа на возило кој што е prvenstveno компактен SUV, наменет најмногу за урбаните средини, бидејќи е таков стилот со модерни детали, со натпорешност и внатрешност, кој што сепак продолжува да го следи она што е Volvo преку светлосните групи напред, кои што излажуваат тој символ на Volvo. Исто така, знаната светлосна група е конкретно LED, со осветлување карактеристично за натпорешноста на возилото. Кај моделите кои што имаат батерија со поголем домер и кај возилата кои што се попамнутари, специфично што имаме подвижен преден спойлер кој што се отвара од 0 до 90% заради ладење. Значи, тоа е една карактеристика што е вака се сретува прво, да кажеме, во Volvo. Иначе во целот на погонот, на појмањето првенствено, ќе биде во
опција, има модели со два типа на батерии. Последната е 50 киловатна батерија, која што дава некој домет од 344 километри. Втора варијанта е со батерија со зголемена мощност, да кажеме, таа е 69 киловати, со неја може да се поднува 476 километри домет. И третата да кажеме, ексклузивна верзија, така ние викаме, е моделот со два мотори, кој што представува фактички погон на сите тркала, бидејќи едниот мотор е за предниот погон, вториот мотор е за задните тркала погона. Тој секогаш доаѓа во комбинација со посилната батерија и заради моторите тамо ограничаме дометот до 450 км. Мощноста поставија тој што со еден мотор има 272 конски сили, а посилниот со двата мотори купно дава 428 конски сили со двата мотора, што представува, да кажеме, некој достигнување кој што досега во Волво немало, затоа што тие два мотори ни дава мощност од возилото заврзува 0 до 100 км за 3,6 секунди, што е стварно феноменално за достигнување за таква возила. Оно што друго сакам да го споменам моделот на порешноста, возилото ќе доаѓа засега имаме во избор 5 нијанси на бои. Поглед на големината на тркалата е стандартниот модел со 18 инчи, кај подобните верзии 19, со опција за 20 подобување по желба, така опционално. Исто така специфика е што имаме 3 пакети на опрема, значи горе првото ниво, второто ниво се вика плюс и третото е ултра. Конкрет ова возило целото изложено е во највисокото ниво ултра и карактеристично е кај овој модел што ова ниво на опременост кровот е секогаш од плюс и во ултра црн, значи двобојно е возилото и кај највисокото ниво секогаш доаѓа еден стаклен покрив кој што е фиксен, не се отвора, меѓутоа тоа е со стандарден дел од опремата по највисокото ниво на опременост. Во однос на внатрешноста на возилото имаме избор на 4 материјали на седиштата во различни бои и тип на материјал, кој што секако представува повторно дел кој што нешто е рециклирани материјали и конкретно нова возило во Индиго се вика името на интериерот е протекнува од традиционалните деним фармерки, да кажеме, како основа за изработка. Инаку исто специфично е што во Волво сега имаме прв пат можност за преддефинирани 5 начини на амбиентално осветлување, кој што сепак не осветли генеза од скандинавскиот, да кажеме, менталитет и технологија. И имаме 3 изборна према интериерот, 3 варијанти на декоративни елементи во внатрешноста на возилото. Уште еден битен момент за внатрешноста е што прв пат Волво воведе саундбар. Значи немаме класични звучници во вратите. Тука е направен единечен звучник кој што е на шоферот горе поставен. Во себе тој во подобрата верзија со карбон има 5 звучника во напред, плюс има дополнителни звучници во задните две врати кога е подобро озвучување и во багажник. Така да озвучувањето е само онака имате прилика да слушнете, да чудувачки за еден ваков тип на озвучување, да кажем. Kolege su više manje već rekli sve o tom malom, velikom autu koji je mnogo bitan za Volvo Cars. Velika su očekivanja od tog automobila i očekuje se da će to biti najprodavaniji Volvo model u buduće. Samim tim, kao što je kolega Mario rekao, već seli se sljedeće godine proizvodnja u Gent, znači u Europu, trenutno se proizvodi u Kini, na istoj trasi gdje se proizvodi Smart Hashtag 1 i Zeekr X, znači osnova je ista. Možda samo još nešto o bateriji. Garancija na bateriju je 8 godina ili 160.000 km, znači šta se pređe ranije.
I samo trajanje baterije bi trebalo biti duže od životnog doba samog vozila. U slučaju da pravilno punite automobil. Šta to znači? To znači, kod svih brendova je tako, samo možda vam neki kažu, neki ne. Za svakodnevnu upotrebu auto se nikad više ne puni od 90% kapacitete baterije. Znači za svaki dan na posao, u školu, na kraći izlet punimo na 90% bateriju. Na 100% bateriju punimo samo u slučaju da idemo na neki duži put, na dopust ili slično. Kada nam je to potrebno. Znači bez potrebe ne punimo vozilo na 100%. I vozilo može svaki dan da se dopunjava. Najlošije je da se pusti baterija, da se isprazni, pa se tad opet puni na puno, pa se isprazni, pa se puni na puno. Tad uništavamo bateriju. Znači svaki dan ga dopunimo, stavimo u auto limit da se puni samo na 90% i to je to. Ako tako koristimo vozilo, onda baterija trebala bi izdržati duže nego što je životni vek vozila. Ako se slučajno desi da dođe do neke anomalije u baterijama, pošto to su pitanja koja se pojavljaju sada u regiji, normalno može se samo sektor baterije da se zameni, nije potrebno da se menja cijela baterija, jer ide u tom pravcu, ljudi razmišljaju koliko to onda košta ako treba da zameni bateriju na automobilu. Isti koncept kod klasičnog auta, ako nešto ode na motoru, menja se taj deo motora, ne menjamo cijeli motor. Slično je kod baterije.